По кој принцип ќе се организира гласањето на дополнителните локални избори во Штип и во Пласница? Дали по истиот член 111 од изборниот законник кој е наменет за гласање на болни и изнемоштени лица? Генерално, Државната изборна комисија веќе го стекна искуството за спроведување на избори во услови на пандемија. Пред неколку месеци спроведовме предвремени парламентарни избори и со тоа се стекнавме, пак ќе нагласам, со доволно искуство. Во однос на прашањето, предпоставувам дека ви се однесува на лицата кои се позитивни на COVID-19 или кои се во самоизолација, ќе биде истиот принцип на спроведување на гласањето за овие лица, со тоа што тие лица ќе треба да се пријават за да покажат желба дека сакаат да го остварат своето право на глас, за која што постапка Државната изборна комисија пред некое време донесе упатство како ќе се спроведе ова гласање, упатство кое во 99% е исто како што беше минатото упатство, каде што се опишува целата постапка за спроведување на гласањето, со една мала разлика во однос на документот кој ќе треба да биде приложен како доказ дека лицето се наоѓа, дека лицето е позитивен на COVID-19 или е во самоизолација. Во овој случај, со цел на сите да им биде овозможено правото на глас, потребно може да се, фактички како доказ може да се достави и примерок, копија од тестот дека лицето е позитивно на COVID-19. Добро, дали имате проценка колкав процент гласачи не можеа да гласаат на претходните предвремени парламентарни избори што се одржаа во јули, поради тоа што беа упатени во изолација откако истече рокот за пријавување за гласање? Сепак, кога се носат одредени правила, мора да има краен рок кога можат одредени лица да го остварат своето право на глас. Тогаш ние постапивме согласно уредбата на владата на Република Северна Македонија. Исте случајот и овој пат и се додадениот рок сите лица кои ќе бидат пријавени за да го остварат своето право на глас, тоа ќе им биде овозможено. Се разбира дека после тој период, откако завршува рокот, може да се случи да има луѓе кои во меѓувреме ќе бидат позитивни на COVID-19 и тие нема да може да го остварат своето право на глас. Во однос на минатите избори, јас можам како бројка само да спомнам колку лица вкупно беа пријавени за да го остварат своето право на глас, а тоа беа 759 граѓани на Република Северна Македонија, кои се пријавија и чија што пријава беше уредна. Од нив 723 лица го остварија своето право на глас, 36 лица не можеа да гласат поради разни причини. Тоа што можам да го кажам дека и тогаш и сега Државната изборна комисија состави посебни тимови од избирачки одбори кои го спроведоа ова гласање, така ќе биде и овој пат. Тимови, односно избирачки одбори кои се опремени со целата неопходна опрема за да биде заштитено нивното здравје, но и здравјето на гласачите. И самата постапка како таква има одредени елементи, одредени моменти, направено се со цел за да биде заштитено здравјето. Добро. А какви се оценките на ДИК за гласањето во услови на епидемија? Дали гласањето во домашни услови со пријавување 7 дена пред денот на гласање го гарантира правото на глас и дали овозможува тајност на гласањето? Уште еднаш ќе нагласам дека секоја постапка има одреден рок до кога можат да се пријават. Значи, овие се постапки надвор од регуларното постапување. Затоа што сепак мора да има еден
краен датум за да изборните органи пак ги направат сите неопходни работи, спремањето за да се оствари тоа право на глас. Напомнав дека факт е дека одредени луѓе ќе останат без да го користат нивното право на глас, но не поради причина нанесена од Државната изборна комисија, туку поради епидемија која реално се случува низ целиот свет. Тоа што ние како проценка ја имаме сега а ја влечеме од минатите избори, е дека Државната изборна комисија, односно самите избори, не предизвикаа нов кластер на ширење на вирусот. Ние спроведовме избори низ цела територија на државата. Во друго време, меѓутоа, сепак изборите не предизвикаа нов кластер, додека што се однесува на тајноста на гласањето. Напомнав дека целата таа постапка е веќе постапка која се докажува дека е заштитена од тајноста на гласањето, затоа што има правила од моментот на пријавување, од моментот на појавување на избирачкиот одбор пред домот на гласачот, без разлика дали е од COVID-19 или е лице кое гласа како болно и немоќно. И постапката за гласање како таква му гарантира тајност на гласањето и самиот чин на гласачкото ливче, односно спуштањето на гласачкото ливче во гласачката кутија и мешањето на тоа гласачко ливче со останатите гласачки ливчиња на самиот ден на гласање го овозможува тоа, затоа што самата постапка вели дека гласачките ливчиња од гласањето на лицата заболени од COVID, гласачките ливчиња од гласачите кои се пријавувале да гласат како болни и немоќни, се ставаат во гласачката кутија која се употребува денот на изборите, односно се вадат од гласачката кутија која се употребила за гласањето на овие категории на лица и пред да започне гласањето на денот на изборите, во конкретниот случај на 13, се спуштаат во гласачката кутија без да се провери за кого е гласано. Така да кога почнуваат и останатите гласачи да го остварат своето право на глас, тоа гласачко ливче се меша со останатите и на таков начин е загарантирано тајноста на гласањето.